убавата дискусија и убавите тези. И она што и денеска може да се види, дека и може да се дојде до заклучок дека се ова е еден филм, еден театар, или да не го споредам со вчерашниот ден една ефтина сапуница што се сервира секојдневно од оваа влада. За жал не се тука некои од пратениците што дискутира и претходно, кои што вие во вашиот говор ги разобличивте тие тези, па вклучително и дел од колегите што ви реплицира, а дел од нив си подписници на овој закон, а не знаат што предлагаат. Сега што предлагаат? Предлагаат 30% постојното решение од буџетов да се направи на 50% на основниот буџет на општините. И колешке што реагирате од место, не знаете што поднасате, затоа што во основниот буџет на општините не спаѓаат задолжувањата, не спаѓаат донациите, не спаѓаат дотациите, не спаѓаат само финансирачките активности. Значи, треба да го прочитаме законот како што е предложен и треба да знаеме што е на дневен ред за гласање. Се предлага од 30 на 50% проекција на основниот буџет на општините. Не на задолжувањата, не на донациите, не на дотациите. Има разлика. Проверете го законот кој што сте го предложиле или го поддржувате. Сега, основното образложение зашто го предлагаат овој закон дел од колегите пратеници е дека 2020 сме биле во пандемија и сега да им се овозможило на општините да оваа 2021 ќе имале поголем приход, па тоа да било се предвидено во буџетот. За жал, еве веќе изминува месец февруари, Република Македонија се уште нема набавено вакцина како Република Македонија да отиде на подпишано договор да набави. Ова што добиваме денес и пред некој ден, тоа е донација. Благодарам на сите што ни донирале, меѓутоа тоа е донација. Тоа не е сериозна држава, сериозно Министерство за здравство кое што ќе се заложи и ќе обезбеди вакцини. Затоа што во разговор, верувам и вие разговарате со бизнисмените, они велат нас не ни треба 5 и 7 мерки, нас не треба вакцини и да си продолжиме да си работиме. Луѓето сакаат да си работат, да си го остваруваат приходот низ работа, а не да чекаат дали ќе се смилува владата да им пушти одредена финансиска помош, па кредити, па што и да е. Второ, некако цело време се контрадикторни, цело време не можеш да ги пофаќаш што сакаат да кажат. Прво велеа нема да набавуваме, ќе набавуваме само преку европскиот систем Ковакс вакцини. Па еден ден рекоа нема да набавуваме руски, па после 3 дена ќе набавуваме руски, па кинески и више никој не знае кога во оваа држава ќе дојдат вакцини. Настрана процесот на вакцинација, кој што исто така ќе потрае, значи ние во суштина ќе дојдеме во ситуација доколку го земеме образложението на предлагачиве, истиот овој закон пак да го носиме следнава година. Од оваа година отиде више со пандемија. И пак тоа образложение ќе ни важи и за 2022, оти ќе речат 2021 пак поради пандемијава е лоша и ќе мора да се интервенира на друг начин, затоа што владата не си врши задачата, не набавила вакцини, не направила имунизација на населението. Колеги од СДСМ, значи има говорница и по велета на говорница сите ваши недоумици, чудења, дофрлување од место ќе можете на говорницата да си ги објасните. Законот кој што сте го предложиле има образложение. Во тоа образложение, ако не сте го прочитали, ќе повторам, очигледно не ни знаете што предлагате кога предлагате закони, пишува дека поради ковид пандемијата го предлагате овој закон. Јас сум должен да го дебатирам образложението, сметајќи дека вие апсолутно ништо не сте направиле за справување со COVID-19, чекате милостиња некој да ви даја вакцини и сега зашто сум зборел за вакцини? Па суштина на овој закон и на сите овие сет на закони ви е оправдување COVID пандемијата. Значи, гледате што подпишувате. Почитувам колега Незири, се извинувам затоа што сепак Азири, извинете, капацитетот демократски на овие од власта е толков да не може да слушнат различно мислење од нивното, ниту пак аргументирано да дебатираат. Почитувам председателя. Благодарам.
Она што друго е битно. Јас уште сега ќе најавам, пошто ова се снима, нека се стои, во месец ноември ќе имаме масовни ребаланси на буџетите по општините во Република Македонија. Ќе поминат овие законски решенија, ако поминат, ако се смилуваат сите противници од власта да дојдат на пленарна седница, да соберат кворум и да ги поминат овие закони, ќе видиме и тука секојдневно слушаме те едни напуштаат пратеничка група, те не напуштаат, те поддржуваат владата, не поддржуваат, тоа си е процедура и ќе си ги ребалансираат сега буџетиве одма после овој закон, ќе направат таму програми во општиниве, демек сите проблеми ќе ги решиме, готово све оваа година, тоа инвестициски бум, багери, канализација, она ќе се направи тоа предизборен декор. Како секогаш во Република Македонија пред избори, ќе се обиде да се изманипулираат граѓаните и октомври ќе завршат изборите. За жал на општиниве, за жал на градоначалниците, приходите нема да бидат толку колку што ги они димензионирале, посебно сега со овој закон овозможено предимензионирање и ќе мора да ги нивелираат, па ќе имаме масовни ребаланси во ноември за да се избалансира таа приходна и расходна страна. Што се однесува до она што исто така и вие го зборевте, меѓутоа некој дел на колеги не убедува дека ова било исто, овој закон бил, замислете, дел од децентрализација фискална во државата. Значи, така имаше изјава дека пратеник не е тука, неќем да го именувам, меѓутоа и вие зборевте. Значи, или пак ќе повторам, пошто ги нервира, не знаат што предлагаат, или немаат поима што е фискална децентрализација на единици на локална самоуправа. И ќе го наведам примерот во кој што тврдам дека е оштетено нашето Куманово, затоа што 35 милиони евра од ТАФ немаше методологија врз која што ќе ги распределат еднакво парите пропорционално на општиниве согласно некаква методологија, дали е тоа број на жители, дали е тоа некаков претходен инвестициски период, каква и да е методологија анализа, туку владата сама, значи владата, централниот орган, извршниот орган, си одлучи на која општина колку ќе даде и нормално е да има реакции од граѓаните, затоа што се фаворизираат општини каде што на власт има послушни градоначалници на власта од нивните политички партии, пошто се коалиција, а да се стават во неравноправна положба општините каде што ете можеби опозицијата има раководна улога и тоа не треба да си не знам каков информиран човек или експерт да го видиш, тоа го гледаат секојдневно граѓаните и реагираат, затоа што тие средства се нереално распределени и тоа не е децентрализација. Децентрализација е да му дадеш финансиска можност, слобода, пред се, слобода финансиска на градоначалник, совет, комплетно единицата на локална самоуправа, за да сами си одлучат кои се нивните приоритети во согласност со исто така нивните закони, каде што знаеме дека имаме таму местни организации на рурални средини, на урбани единици и така натаму, сите кои што ќе си се утврдат приоритети на самата општина и таму ќе си ги инвестира општината пари, а не владата да му каже на одредена општина каде, дали ќе гради болница, дали ќе гради водовод, дали ќе гради автобат, владата да му го одредува приоритет. Тоа е се само не децентрализација. И još една само работа која што онака ептен ми е, па да не се изразам, да бидам културен, вака зачудење, тоа е дека замислете сега што било проблем. Овој закон се носел у принцип затоа што општиниве уствари имале многу пари, че они многу пари собирале, многу пари имале, не знам, приходи, даноци, донации од граѓани, не знам, задолжување, многу пари имале општиниве и сега они не можеле у буџетот и биле ограничени како да ги проектира и сега овој закон ќе им овозможил тие многу пари што ги имаат општиниве да ги проектираат во буџетот. Абе луѓе во 21 век луѓе немаат вода за пиење, немаат канализација, немаат патишта. Кај се бе тие пари луѓе? Благодарам. Тројца пратеници се јавија за